Проектот Лице в лице со повратниците од странство е заеднички на ГИС, на Асоциацијата за истражување и комуникација Паблик и на германската соработка. Проектот опфаќа реанимација на лицата повратници од странство, лица кои бараат азил. Ја опфаќаме нивната реинтеграција како еден од големите проблеми кои што се појавуваат овој период, особено по оние засилени бранови бегалци кои што одат од нашата земја во западните земји. Настанот се состои од панел дискусија на која што ќе се обратат повеќе панелисти од представници од различни институции, државни институции и секако граѓанските организации. Повратниците од странство се соочуваат со проблеми од сферите на социјала, здравство, право и образование. Она што го имаме како податоци се дека недостасуваат услуги и во 5 сфери, односно во социјалната сфера, во здравствената сфера, од правниот аспект исто така тука се проблемите. Тука се проблемите и од образовната сфера, односно образованието на повратниците. А оно што сакав да го нагласам е дека на настанот има изложба, поставена изложба на постери, која што беше досега изложена во Скопје и во Струга. Продуцирана е во рамки на изданието на личното списание Лице в лице, кое што Паблик исто така го издава, кое што се состои од 10 постери кои што го адресираат проблемот на повратниците и нивната реинтеграција. Штипското здружение за правата на ромите е дел од овој проект, но ова здружение континуирано работи со повратниците од странство. Нашата организација има за цел да се грижи за состојбата на повратниците во Република Македонија, како да пружа бесплатна правна помош, да ја развие свеста на повратниците за околу нивната реинтеграција, повторна интеграција во општеството, со цел да можат полесно да се вклучат повторно во образовниот систем, повторно во системот на вработување и така натака. Значи, нашата организација се грижи комплетно за состојбата на повратниците кои се баратели на азил во земјите на Европска унија. Шенај Шекиров е повратник од странство, 26 месеци живеел во Германија. Овде се соочува со проблеми и вели прва прилика повторно ќе се враќа, бара азил. Перспективата не е таа што е таму и тука. Имате работа? Имав работа и тука, возев такси, али сега ми е блокирана сметката со 130.000 денара. Па ако добијам прва прилика, се враќам одма. Работа има колку сакаш, али не сметаат како безбедна земја, не ми дозволуваат уште. Има некој предлог сега се објавува од 1.1, али не е уште дефинитивно решено и таму. Во рамки на настанот Лице в лице со повратниците од странство, панелистите во интерактивна комуникација со лицата кои бара азил, а беше отворена изложбата Бегалци во сопствената земја.